На ден пред средбата УПОС влада се уште е нејасно дали двете страни ќе си подадат рака. Синдикатот не се откажува од барањето за додатоци на плата во висина од 30%, владата бара работниците да прифатат 8% додатоци и пресметка на платите според минималната наместо според просечната плата. Првиот човек на синдикатот на УПОС вели, став имаат, но треба да го финализираат. Уште имаме разговори и преговори, уште ги чекаме, мислам, веќе имаме став, меѓутоа треба да се доизнесат уште неколку синдикални организации за ставот што треба да го предочи синдикатот на УПОС на државната средба со премиерот. Нашите мислам дека е многу јасно, ова е наше барање на синдикатот на УПОС од 2025 година, исто време оваа година кога протестиравме, чекаме само премиерот да видиме дали ќе го прифати нашето барање. Владата има формула која ја предлага уште од првиот ден. Вели премиерот Мицкоски, посочувајќи дека владата инсистира тоа да биде конечна одлука по која ќе се исплаќаат платите во администрацијата. Вели дека ако сега двете страни си подадат рака, тогаш ќе имаат време од 3 години владата и синдикатот да се договорат за нов општ колективен договор. Дел од раководството на Сојузот на синдикати на Македонија се повикува на општиот колективен договор кој што ова раководство го има подпишано со претходната влада. Иако тој истечен, во преодните завршни одредби стои дека тој е во функција се до моментот додека не биде подпишан нов колективен договор. Доколку ние ја примениме оваа формула, тогаш при исплатата на плати ќе се создаде какафонија, бидејќи постојат неколку документи кои што ја дефинираат платата и кои што може да се толкуваат вака или така. Ние сакаме да имаме униформиран образец по кој што ќе се исплаќа платата за вработените во администрација. Во исчекување на исходот од утрешната средба, ССМ поднесе иницијатива за драстично намалување на функционерските плати за 80%. Според предлогот, доколку пратениците го прифатат, основица за пресметување на платите на избраните и именуваните функционери ќе биде минималната плата. Имајќи во предвид дека владата не уценува како синдикати да ги укинеме одредбите од општиот колективен договор каде што просечната плата за вработените во јавниот сектор се пресметува по коефициент за сложеност, имајќи во предвид дека ставот на владата е дека сите треба да бидат на минималец, функционерите треба да го дадат првиот придонес во таа насока и затоа бараме веднаш иницијативата да усвојат, имаат време до вторник кога е веќе закажена седница на собранието да стават и европско знаменце, имајќи во предвид дека законскиот текст кој се бара да се измени не е од обемен карактер и не предизвикува финансиски импликации на буџетот, затоа што ќе се зачуваат огромен дел на финансиски средства кои денеска ги трошат функционерите на сметка на работниците. Поголемиот протест со барање за минимална плата од 600 евра и линеарно покачување на сите плати за 100 евра, ССМ од вторник почнува со блокади. Според најавите од синдикатот, во вторник ќе го блокираат собранието. 2 дена подоцна организациите на бизнисмените, а на 17 февруари ќе ја блокираат и владата. Даниел Василев, Сител телевизија.